Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Блокадата на собранието и абсурдните меѓусебни реплики на пратениците на ВМРО-ДПМН не се за заштита на државата. Бруталното прекршување на деловникот од страна на Трајко Велјановски и ВМРО-ДПМН е единствено за заштита на криминалите и нафтените платформи на нивното раководство. Додека Груевски смислува насилни сценарија и работи на поделба на граѓаните, на 2 март оваа година склучен е нов договор за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола со битолската фирма Марковски компани во висина од 290 милиони денари или речиси 5 милиони евро. Договорот е склучен во постапка со преговарање без претходно да биде објавен оглас. Повторувам, во постапка со преговарање, без претходно да биде објавен оглас. Фирмата е во сопственост на битолчанецот Борче Марковски, од неодамна конзул на Белорусија, инаку во јавноста познат како близок пријател на Сашо Мјалков. Фирмата Марковски компани од 2008 година до денес има добиено тендери во рек Битола во износ над 60 милиони евра. Еви документи. Ова се фактури на фирмата Марковски компани кон рек Битола за ископ на јаглен и јаловина и услуги, кои што во изминатите години изнесуваат над 60 милиони евра. Оваа фирма е тесно поврзана со највисокото раководство на ВМРО-ДПМН. Заради ваквите и слични милионски тендери, цената на струјата постојано растеше, а сметката ја плаќаат граѓаните. Пратениците на ВМРО-ДПМН со блокадата на собранието овозможуваат да продолжат бизнисите на Груевски, а спречуваат да се формира нова реформска влада која што ќе се грижи за потребите на граѓаните. Например, ако беше избрана новата влада, денес граѓаните ќе имаат 2 часа дневна ефтина струја. Исто така и утре и задутре, преку целиот викенд. Граѓаните ги очекуваат промените за живот. Има формирано легитимно парламентарно мнозинство. Многу брзо, според Уставот, деловникот и законите, ќе биде избран новиот председател на собранието, а потоа и новата реформска влада. А по промените, ќе има и ревизија за работењето на досегашната власт, а ќе има и одговорност за сите направени злоупотреби. Благодарам. Ако има прашања на тема. Значи, ние очекуваме најбрзо да превладува свеста и разумот кај Трајко Велјановски пратениците на ВМРО-ДПМН. Да го одблокираат процесот во собранието, да возможат да отпочнат демократските процеси, следствено на тоа да се избере новиот председател на собранието и да продолжиме понатаму кон изборот на новата реформска влада. Вие знаете дека ние имаме легитимно формирано парламентарно мнозинство од 67 пратеници. Тоа е многу повеќе од 51 на ВМРО-ДПМН. Токму затоа, сценаријата на Груевски со блокадата на собранието да се оневозможат демократските процеси, очекуваме дека најскоро ќе заврши. Вие очекувате меѓутоа другата страна, дали имате информации какво е расположението, дотолку повеќе што имате закани од луѓето што протестира дека нема да го дозволат тоа. Црните сценарија на Никола Груевски и на неговите најблиски соработници не поминуваат кај граѓаните. Ниту кај македонците, ниту кај албанците, ниту кај другите националности. Повторно ќе кажам, работиме на одблокирање на процесите. Во собранието, ние ќе се залагаме за демократските процеси час поскоро да отпочнат, затоа што цела штета за ваквата ситуација ја трпат граѓаните на Република Македонија. Повторно ќе кажам, да, согласно Уставот и деловникот за работа на собранието. Ние вчера подбаравме да се овозможи согласно член 78 од деловникот,
да се овозможи, да се премини на следната точка на дневен ред. И ние очекуваме, повторно ќе кажам, Трајко Велјановски час поскоро да прекине со кршењето на деловникот на работа на собранието и да ги спроведува активностите во собранието онака како што налага уставот и тој деловник. Дали може би има нека планирана средба меѓу представници на СДСМ и ВМРО во интер диалог да го решите ово прашање? Јас лично мислам дека сега во овој момент нема таква можност, ниту таква средба, меѓутоа доколку се случат било какви контакти помеѓу лидери на парламентарните политички партии, секако дека благовремено ќе бидете известени од Центарот на комуникација на СДСМ. Требаше денеска да има координативна средба, мислам така најави председавач Трајко Велјановски. Дали за среќа и дали имате за Се уште нема таква координативна средба. Може би ќе има нешто покасно.